Препораките на Историската комисија се псевдонаучни, политички мотивирани и тие треба да се отфрлат. Повеќе од 100 македонски научници и истражувачи објавија заедничка изјава во која со индикнација ги отфрлаат од стапките на комисијата што биле договорени со бугарите за цар Самуил и македонските просветители. Тие сметаат дека договорот на комисијата е политичка интерпретација и политичко ревидирање на македонската, но и на регионалната балканска историја, одстапувајќи од принципот на научност и етичност. Велат дека под привид на реципроцитет, препораките промовираат пристрасно толкување на историските факти, личности, настани и процеси. Македонската, јужнословенската, општословенската и балканската историја се толкуваат на бугароцентричен начин. Препораките го дискриминираат усвоениот и научно заснован наратив за културната, националната и политичката историја на Македонија, застапуван од македонски и други научници со меѓународна репутација. Препораките на Комисијата за заедничко одбележување на цар Самуил, Свети Кирил и Методи, Свети Наум и Свети Климент за академиците се нерелевантни за понатамошна научна истражувачка дејност. Политичкото инсистирање да се усвојат билатерални препораки за историја која има мултилатерален и унилатерален карактер, па не може да се официализира како заедничка бугарско-македонска историја, представува повреда на референтната парадигма на хуманистичките науки. Во препораките се маргинализираат цели епохи од национална, регионална и меѓународна важност. Отвореното писмо го потпишаа повеќе од 100 научници и истражувачи, меѓу кои 8 академици и десетици доктори на наука, професори и магистри, чиј фокус во нивната научно-истражувачка работа е историјата. Меѓу нив се академиците Катица Ќулавкова, Љупчо Коцарев, Ѓорги Попатанасов, Зузана Тополинска, Витомир Митевски, Маријан Марковиќ, Мито Манџуков и Леонид Грчев. Бројни соработници на МАНУ, декани, универзитетски професори и историчари. Од друга страна, членовите на комисијата вчера ги класифицираа како клевета критиките на нивна сметка, а обвинувањата за ненаученост, предавство и бугаризација според нив биле неаргументирани. Вела дека критиките кои дошле на нивна адреса се лаги и манипулации со цел да се шири страв и да се лаже македонскиот тим.